Процесот на произведување на комбуха е ствари ферментација со различни масла, со топлина и стигаме до финален продукт. И рековме да пробаме за надпреваров, за испитов и сега сме кај што сме. Исто така додавање на повише биоразградливи слоеви од разноразни деривати, го постигнавме тој момент на целосна водоотпорност. Сега све ова беше малце проведено у кујната му, па понатаму во посериозни лабораторија. Значи жена е за во кујна, може и бизнис да почне Да. Кога ќе ги прашаат зошто го правиш ова, пошто можам. Forbes ми беше, мене Абу Даби ми беше малце кој сон цело тоа. Они се така, цело време на штрек, што може да се направи бизнис. Значи во големата слика ние сакаме да произведуваме само материјал и би се работувале со поголеми фирми, дали од модната индустрија, дизајн на мебел, автомобилската индустрија. Меѓутоа сега на почетокот се фокусираме на B2C и соработуваме со наши локални брендови. Ние ќе го разработиме бизнисот, доволно веќе да може да пристапуваме на поголеми фирми. Значи ако немаш ривали, нема потенцијал во бизнисот, нема побарувачка. Ние имаме ривали, меѓутоа не директно. И затоа е многу битно да се позиционираш на маркетот како луксузен бренд, за да можеш некако да си го одржиш бизнисот во живот. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здрава Ангелина, што го врти светот? Иновативност. Дефинитивно може тоа да го заклучиме. Логичен одговор за тебе. Еко кожа или вистинска кожа? Еко кожа. Добро, Мислам. ќе видиме. Зошто? Forbes 30 до 30 или 50 над 50? 50 над 50. Тие ги запозна и те заинтересираа, така? И двете страни ги видов, ама дефинитивно поголема инспирација се влече од постарите. Да, искуството. Абу Даби или Сан Франциско? Абу Даби. Добро, јас ќе бидам контратежа на тоа. Многу го сакам Сан Франциско, така да нека биде за мене Сан Франциско, за тебе Абу Даби. Дали повеќе ти е интересно да работиш на производ кој што е иновативен или да бараш инвестиции? И двете имаат онака во себе малку адреналин, која ти е поголем предизвик? Малку поише адреналин. Да работиме на производ ме е дефинитивно поинтересно, пошто тоа не е нели бебето. Ама исто така има доста адреналин, доста возбуда во барање инвестиции, во цело тоа преговори, раскажување, барање, тука настан, таму настан, така што 50-50. Добро, супер. Супер одговор. И сега, вие правите кожа од камбуха. Нешто кое што постоело и во македонските домови, и во многу други од секогаш. Како ви дојде идејата, како ја правите кожата од камбуха? Зборуваме за кожа, за јакни, за кожа, новчаници, да. Како? Целото тоа почна од многу спонтан диалог што ги имавме само меѓу нас три, што бевме основните co-foundери, со тоа што едната колешка имаше испит на факултет. И некако паралелно со тоа имаше и надпревар преку во лабораторијата на UNDP што е. И истовремено баба и, нормално, како повеќето баби во Македонија, растеше комбуха. И начинот на кој што ние ствари го екстрахираме тој материјал е процесот на произведување на комбуха е ствари ферментација. И во таа ферментација играат улога бактерии. Тие бактерии, како што ја ферментираат течноста, произведуваат чиста целулоза на врвот. Тоа е ствари тоа парче што многу од нас сме се плашеле од него комали кога сме го виделе ке бабата. Ама тоа парче ние го зимаме, го третираме на одреден начин со различни масла, со топлина и стигаме до финален продукт што е ствари биоразградлива кожа. А како стигна до тоа, ние седевме најобично и почна таков диалог, многу често и разговаравме на такви теми, бидејќи трите сме од научна позадина и рековме да пробаме за надпреваров, за испитов и сега сме кај што сме. Така е. Значи, од некој предизвик и надпревар, затоа треба практични предмети на факултетите да се стават. Например. Затоа што ете може ќе произлезе некаков производ уште на самиот факултет. Многу големи бизниси почнале на факултет како семинарска работа или како некој испит магистарски и така натаму. Така што добро е што и кај нас има такви примери.
за секој млад бизнис, нов бизнис, еден од најголемите предизвици е наоѓањето на финанси, особено кога се работи за производство. Тука не може вие да го вложите само своето време, не може само, не знам, да седите на компјутер, да куцате код, како што е во IT стартапите и дигиталните стартапи или во маркетинг и така натаму, каде што самиот тим може да даде се што е потребно и плюс да има компјутери, туку ви требаат и производствени капацитети. Како оди финансирањето на бизнисот? Од каде барате средства? Како комуницирате со инвеститори? Како изгледа таа сцена, зашто се уште компанијата е во тој раст, да кажеме, инаку се вика Leatherhide компанијата, чисто за тие што сакаат да знаат или да ја поддржат. Тоа од секада, сам старт ни беше и кажано дека ќе не биде тешко, и ние самите воочевме дека ќе биде тешко, бидејќи со скалабилноста не можеш да споредиш апликација и софтвер и физички продукт. Значи, тоа е неспоредливо колку е полесно да израснеш бизнис на софтвер. Меѓутоа е друго кога доаѓа до материјали. Значи, материјали се нешто што биле дел од човештвото со со декади, со стотици години. И е потежок процес, да, поише работа треба, ама е многу поимпактно и многу побитно, барем според мене. Сега, бидејќи ова е многу технолошка работа, многу се базира на наука, ние генерално на почетокот и првите фондови што сме ги добиле од разноразни грантови, а таму и се фокусираме сега на моментот, со тоа што таргетираме грантови што одат околу иновативност, околу биотехнологија, околу sustainability. А со инвеститори е малце уште покомплицирано, особено во овој мини екосистем што ги имаме тука на Западен Балкан, бидејќи инвеститори ќе нас се многу попредпазливи каде ќе си ги стават фондовите. Генерално се оди во насока на софтвер, на IT, на апликации, на такви работи, меѓутоа, особено сега, последниве неколку години, се враќа тој фокус на физички продукти, особено на биоматеријали и особено на зелено производство, на циклична продукција, све што вклучува како нашава. И генерално ние комуницираме со инвеститори преку разноразни настани, питчинзи, знае да се случи некој да ни пише или ние да пишеме на некој. Тоа е прво и најосновно правило на предприемач, кога сакаш да основиш бизнис, веќе нема срам. Срам не постои. Нема, мора толку тука завршува, значи мора да замараш, мора да звониш, мора да се јавуваш, мора да пишуваш 100 follow-up мејлови. И генерално лека по лека така оди. Така се служува, ама за разлика од да кажеме светот, не знам, Западот, ако ја земеме Америка за пример или европските земји, каде што младите ги учат да бидат малку повеќе да касаат, да бидат погласни, да кажуваат, да бараат лиц, тоа се смета за позитивна работа. Тука кај нас некако ги учат младите кјути си, што ти сега ќе кажеш, немој да пишуваш, и од тоа потоа е многу тешко да излезеш од таа комфорт зона, каде што практично ние многу и ретко презентираме на факултет или во училиште, и ти одеднаш треба да бараш финансирање и да се бориш практично на исто рамниште со млади кои што се така научени, таков мајндсет имаат цел живот. Така што браво што сте се решиле од срамот и тремата. Не, толку нема срам. Јавно ти помогна што порано имаш перформанси правено, не знам, пред публика и така натаму. Знам дека се бавеше кратко со пеење и слично. Твоите се занимаваат со јавна работа. Ти помага тоа во победувањето на стравот? Па можно и да ми помага. Генерално јас сум така зборлес човек, така што мислам дека тоа е тоа што најмногу ми помага. Ама добро, чим се престрашив да баскам во ГТЦ, не ми беше и толку страшно да презентираме преку повеќе луѓе, а башка многу битна работа е и праксата, искуството. Пошто првиот евент не беше толку успешен, вториот малце подобар, третиот малце подобар и така, само пракса. Треба да се изложиш и да имаш пракса и да грешиш. И тоа е во ред. Апсолутно. Зборувам за грешки на предприемачи и така натаму, тоа е во ред. Па мора некако да научиш. Апсолутно, апсолутно. Не може да бидеш совршен. Никој не се роди учен. Тоа е многу добра поговорка. Кажи ми сега, вие имате веќе готови продукти. Јас кога прв пат слушнав за Biohide, тоа беше пред колку години почнавте? Уште на самиот почеток, мислам дека знаев. Година и пол. Година и пол. Имавте само материјал. Сега веќе има и готови производи, новчаник и веројатно уште некои типови на производи. Кажи ми, дали се издржливи? Како постигнавте издржливост? Бидејќи
камбухата сама по себе не ја дава таа издржливост. Како тоа го правите, дали може да се скине новчаникот, дали може да се натопи па да се распадне, сите во подсвест ги имаме овие прашања за вакви материјали. И посмешни стравови сум слушнала за окей. за материјалов, сум слушнала што ако нема ми се распадне сега пред мене вака на маса, пошто е биоразградливо. Така да нормално е да си има такви стравови, особено со материјал што е направен да има повеќе товар, како на пример кожа, бидејќи кога ќе каже некој кожа, мислиш на кожни кондури, на кожни јакни, на кожни ранци, кожни ташни. Ама, меѓутоа, овој материјал е многу издржлив, барем во аспектот на кинење. Бидејќи се многу добро сврзани, самата целулоза е многу квалитетна и сме го истестирале тоа со све од машински, со апарати, до ја дома се тегнам со кучињата мои. Во аспект на кинење е стварно од сам старт тоа ни беше најсилната точка во материјалот. Кучињата ти се quality control, значи. Да, кучињата сакала некела, кучињата ми се quality control, пошто ако јас не им го дам, они ќе си го украдат. Добре. Ама имавме многу голем проблем, например, во аспектот на текстурата на материјалот. Не можевме, тешко ни беше да го направиме така мазен као кожа. И тука експериментиравме доста со разни масла, со третмани, со топлина, со мешање со други видови на отпад. Тој проблем го решивме доста лесно и ни остана проблемот на водоотпорност. И тоа е најголемиот проблем со овој вид на биокожа, бидејќи ична е водоотпорна. Многу лесно се разградува во вода. Излегуваш на дожд и може да се распадне. Да, апсолутно. Сега може или веќе не? Сега не. На почетокот го имавме тој проблем, ама меѓутоа ќе ти се истори шиша вода и ќе ти се разгради ташната, тој проблем го имавме. И тука многу напори дадовме, внесовме масло, внесовме агар, внесовме биопластика, така и случајно ние откривме начин да се произведува биопластика и со така додавање на повише биоразградливи слоеви од разноразни деривати, го постигнавме тој момент на целосна водоотпорност. Така. Сега све ова беше малце спроведено у кујната моја, па понатаму во посериозни лабораторија, ама истата база ја користевме и тие проблеми сега ги решивме. Сега пробуваме и други материјали да се разграниме, ама барем овој од камбуха целулозата ни е решен. Добро, како во кујна? Врати се еден чекор назад. Во кујна ја раставте камбухата? Да, на почетокот кај мене во кујна ја раставме. Слушнав и во када дека исто имало некој. Да, дури, значи секоја длабока површина што ја имав дома кај мене беше зафатено. Све, дури го извадив, фиоката од фрижидерот ја извадив и у тоа растав, што беше малку проблематично, пошто сепак има кисели атрибути, име малце и разјадува. Значи сите тави на баба ми, сите керамички, све чаши, све беше искористено во еден момент. Понатаму веќе кога добивме први фондови си купивме добри контейнери, големи, со полици, соодветни, да. Малце ми настрадаме на кујната ради тоа. И затоа ја извадивме продукцијата, ама таму почна све. И таму многу беше и добро што бевме такви услови, пошто ми даваше случајни моменти, што јас немаше да ги размислам, што уствари ни помогна. Како, например, тоа со кучињата, кога дознав, кога почна ми ги крадат прототипите, дознав уствари дека тоа е пробиотично. И тука има цела индустрија во која што не може да влеземе, што е односно пробиотици за кучиња. Да. Многу интересно и особено ми е интересно, значи жена е за во кујна, може и бизнис да почне таму. Тоа е супер. Однака, никогаш до сега немало такво значење. Реченицата жена за во кујна немало значење дека ќе расте камбуха за да почне бизнис, кој што потоа ќе го презентира на конференција во Абу Даби. Последно беше таму и од кујната на конференција на Forbes. На Forbes ментори и менторки практично ви беа дел од оние кои што беа, нели, на листата на самиот Forbes, 50 над 50, како се однесуваа кон млади луѓе, каков им беше односот кон тебе конкретно, што се случи интересно, кога се запозна? Да, Forbes ми беше, мене Абу Даби ми беше малце ко сон целото тоа. Самите менторки што ги имавме таму, бидејќи целиот концепт на тој самит е имено менторинг и нетворкинг. И таму не ставаат на исто место луѓе што се преуспешни, над 50, а исто така и под 30, они имаат список 30, under 30 и 50, over 50. И односот што го има, они таму беше толку топол
Иако ја бев една од помалите што беа таму и бев со комплементарна карта од страна на Forbes и многу малецко се осеќав и многу се осеќав малцако. Чекај, колку години имаш сега? 24. 24. Се осеќав многу малецко, така неспремно, кога да сум од друштво со постарите. Меѓутоа, они беа толку топли, толку отворени за разговор и баш беше така женски, мајчински момент, каде што и да ги прашаш, они беа таму дојдени за да ти помогнат да стигнеш до нивното. И имаше толку инспиративни приказни, имавме и опција да закажуваме состаноци, чисто онака консултативно, не беше онака инвеститорски или фондови или нешто така се бара, него tips and tricks си дававме. И многу беа топли, отворени, се осетив сите се трудеа да се осетиш дека припаѓаш таму. И дека можеш, и дека евентуално и ти ќе стигнеш да учиш некого. Запозна некоја од твоите идоли, можеби? Некој што се интересни вака имиња? Да. Јусра Масини, што е олимписки пливач, сега искочи, нели, и филм за неа. Неа ја запознав, она ми е една од најголемите идоли, бидејќи нејзината приказна една што е многу тешка и во нејзина ситуација е многу тешко да останеш толку храбар и толку мотивиран да имаш импакт на светот. И некако тоа што ми се допаѓаше со многу од говорниците ги кажува истите ствари што допираат до тебе, односно ти ги мислиш истите ствари. Една реченица што сите упорно ја повторува е кога ќе ги прашаат зошто го правиш ова, пошто можам. И тоа ми беше мене многу битна работа, пошто можам да помогнам и ќе помогнам ако можам. Исто случајно ја запознав глумицата од Slumdog Millionaire, со тоа што ја коментирав на кондурите, не ни знаев дека е она и 5 минути после тоа ја гледам се качува на сцена и ја представуваат. Она беше нормална, не воопшто, не размисли да биде дрска или да биде као јас сум глумица Оскари. Сите Оскари ги собравме таа Сите, година. лабаво, кондуриве убави само скроз се неудобни, тоа ни беше муабетот буквално. И се качува на сцена и ја гледам, чекај малце. Од таму ми беше позната. Од слуга ми е позната. Филм што сум го гледала ко мала, сум паѓала унесвес по неа, сега седам до неа. И тоа беше многу чуден, феноменален момент, ама многу се трудеа да се осетиш дека припаѓаш, дека и ти можеш да стигнеш до таму. Обично така големите луѓе знаат дека можеш да стигнеш и обично има таква поддршка, особено што ова се жени кои што не сите ги имале сите можности, додека растеле, па сепак успеале и добро е баш од нив да се учи, кога доаѓаш од волку мала земја. Особено. Некогаш и далеко од главните случувања во светот, така што многу интересно дека си можела да ги запознаеш. Сега беше и во Сан Франциско, значи ова се некои, чисто не бирам интересни имиња, туку на двете места одиш заради практично запознавање на луѓе, запознавање на култури кои што се инвестициски. Кажа дека би го одбрала Абу Даби, тоа претпоставувам дека е сепак заради настанот на кој што си била. Апсолутно. Естетски културата во Сан Франциско дури и мене малце повеќе ми се свија, бидејќи Абу Даби е многу млад град и малце е така. Не пластичен, него му треба време да се развие неговата сопствена култура. Емиратите како држава е апсолутно прекрасна, значи мене башка ме влече малце повеќе таа култура, меѓутоа Сан Франциско како град, како култура, како луѓето што живеат таму е доста интересно. Само што овој настан у Абу Даби ми остави многу голем впечаток на мене и па затоа си го преферирам. Кој што сепак е од Forbes направен? Да, мислам. Да. Многу вкусни кросани има баш като беше. Сигурна сум. Храната, ау. Замисли да отидеш на настан на Forbes и да нема вкусни кросани. Така. Значи, зошто дојдов со холивудски актерки да зборам? Не. Многу. Храната беше ненормално таму. Супер. А во Сан Франциско што интересно виде? Дали беше повеќе интересен за тебе делот на, да кажеме, запознавање на таа култура на надпревар, раст и слично и гледање на Америка и на Сан Франциско како еден од центрите за овие и индустрии како твојата, или пак беше поинтересно да запознаеш некој од луѓето кои што ги запозна таму? Од двете имаше аспекти. Генерално, ние бевме таму да видиме како функционира тој екосистем на поголемо ниво. Значи, до тогаш имавме видено тука на Балканот, имавме надвор од Балканот, ама тоа е централното. Значи, таму е Silicon Valley, таму е TechCrunch, таму сите размислуваат некако предприемачки. One way or another. И таму беше доста интересно што видовме како размислуваат луѓето, колку се компетитивни уствари, што е доста добра работа. Те учи малце да си понаштрек за одредени работи, ама генерално све од луѓето што ги запознав до
настаните што ги видов, до општата култура, општото расположение, таму мора многу се похиперактивни од нас, например. Ние сме многу посмирени, многу по така има време за све. Они се многу по-реактивни и тоа мене многу ми се допаѓа, бидејќи како предприемач мора цело време како научар ја носиш, цело време гледаш нешто негде, некоја идеја да ти никне, нешто што може да поправиш. Они се такви, цело време на штрек што може да се направи бизнис. Да, дури во најобична пекара они имаат некој иновативен Да, производ да, кој да, што да, само да, кај да. нив е, па Да, да ти го да, продолжат буквално сите така размислуваат. Тоа е многу Да. интересно да се види затоа што сега гледаме и кај нас такво движење, ама порано не било тоа толку редовно. Порано Да. сме имале еден тип на производи, еден тип на бурек, сега веќе кај нас се случува тоа да бурек со лазања. Значи, Например. се нешто има. Свашта. Да, да. Зашто да не? Треба да пробаш и да видиш. За вас, кои се следни некои големи предизвици? Има ли индустрии кои што сакаш да ги опфатиш, да им промовираш, каде да го гледаш производот, бидејќи нели новчаниците претпоставувам се за продажба до директни клиенти, она што го викаме B2C продажба. Дали повеќе сте фокусирани на мали клиенти или на компании да им продавате, затоа што од кожа може се да се направи? Да, Дали како материјал или како финален продукт? Сега за сега е финален продукт. Значи во големата слика ние сакаме да произведуваме само материјал, со што би биле само B2B и би соработувале со поголеми фирми, дали од модната индустрија, дали од дизајн на мебел, дали од автомобилската индустрија. Меѓутоа сега на почетокот се фокусираме на B2C со тоа што произведуваме готови продукти, како например новчаничиња, и соработуваме со наши локални брендови. И така гледаме на почетокот преку соработка со веќе воспоставени брендови да растеме малце повеќе и да стигнеме до тој момент на комерцијализација, до целосна обработка на нашите материјали, бидејќи ние не гледаме само од комбуха. Тоа беше почетокот, меѓутоа се работиме на различни прототипи од биопластики, со отпад од кафе, со отпад од цвекло. И тоа е уствари таа голема слика ние што ја имаме, да стигнеме до момент каде што ќе најдеме начин од повеќе видови на ѓубриво од прехранбената индустрија да правиме материјали, со што ќе го смалиме уствари тој момент на импакт што го има загадувањето и ќе може да внесеме што повеќе индустрија што е возможно, дали запакување, да пошто може да се прават и биопластики, може да се прават и кутии до негде од оваа кожа. Меѓутоа, сега за почетокот се фокусираме на тоа, на модната индустрија, преку соработка, преку B2C, дури не стигнеме до поголем момент на комерцијализација и веќе може уште повеќе да си го разградиме бизнисот. Супер. Си ги сватила овие термини. Не доаѓаш од секако мора човек да научи Никој не се. те прашува. Сега доаѓаш од семејство во кое што нема предприемачи, нема бизнисмени, дури нема ни економисти, да кажеме. Има од композитори до политичари така натаму, меѓутоа конкретно бизнис некој да тера пред тебе нема. Како изгледаше твоето представување на семејството? Мамо, тато, јас на 23 години мислам дека треба иновативен бизнис да почнем. Па некако, не, секогаш биле најголема поддршка од семејството. Сум имала еден бизнисмен, колку што ми кажал татко ми, некои 4 колена пред мене. Да, тоа не се важи. Ама тоа не се важи. Може генчето таму негде никнало, може, не се знае. Ама во блиска фамилија стварно сум погодена никој да нема доперна точка ни со финансии, ни со економија, ни со бизнис, ни со ништо. И некако мене тоа сега ме интересирало. Никогаш не сум отишла во таа насока, значи кога почнавме бизнисот, јас искрено поема немав. Не ги знаев термините, не знаев Excel да работам, не знаев буџет да направам, ама со тек на времето тоа некако природно ти доаѓа и да го научиш. И колку повеќе ти се фокусираш на како ти функционира бизнисот, ти има логика така да функционират и нештата во светот на бизнис, на економија, на развој на бизнис. И со све, од ментори, до интернет, до курсеви онлайн, до разговор меѓу други фаундери, што веќе го прошле све ова, си имаш информација од тука, го слушаш, цело време ги слушаш истите зборови и некако така и го учиш. Да. Како сега знаеш да предвидиш колкава инвестиција ти треба за да го лансираш бизнисот. Колку ти треба во првата фаза, во оваа фаза во која што си сега и е компанијата, за да се скалира, да се излезе на пазар со она што го планирате. Колку треба сега да
соберете пари, прво што ми доаѓа е резнете, ама тоа не е македонски Не ќе термин. ведираме на тоа. Да. Не слагаме. Ама колку пари треба да приберете од овие авантури Да. и со одење во Абу Даби, и со одење во Сан Франциско, следно во Брисел, во Њу Јорк делот тимот. Што ви е целта? Колку треба да се собере за да може ова да се постави на некои шини? Во нашата прва рунда ние собираме 150.000 евра. Ние веќе имаме соберано дел од тие фондови и тоа би не позицирало на место каде што ние ќе го разработиме бизнисот, доволно веќе да може да пристапуваме на поголеми фирми и на поголеми инвеститори да бараме и поголеми инвестиции. Меѓутоа, да стигнеме до тие 150, не е моментално првиот мајлстон. Тоа не е приоритетот во моментот. Сега, со тоа ние таргетираме да е пола грантови, пола приватни инвестиции. Со тоа што има еден европски грант од 75.000 што го таргетираме, тој ќе се отвори повеќе од сега за некој месец. Меѓувремено, дел од тимот ќе одат во Брисел, сега во мај, а јас ќе одам во Њу Јорк. Таму ќе имаме паралелно настани, паралелно со инвеститори, меѓувремено исто така договараме со работки со наши некои локални брендови што се за крафт пиво, за такви некои работи и ќе нас интересен момент е начинот на кој што функционира бизнисот, пошто нас не е едини извор на ревенју кожата, него не е и самата течност. А течноста е веќе разработен маркет и тоа е многу голема побарувачка. Така што ние гледаме да стигнеме преку дел инвестиции, дел грантови, дел самата продажба на течноста до тој 150, до тие 150.000. Од таму тоа си било доволно да покриеме скалабилноста, што сакаме да постигнеме, па понатаму за следните рунди ќе видиме. И таргет ние до крај на година да го имаме тоа, како што е тргната работата, ја мислам дека и ќе стигнеме. И јас искрено верувам во тоа. Одите натаму и ми се допаѓа дека бирате 3 различни начини на финансирање. Каде ги наоѓаш информациите кои што ти се потребни за бизнис? Кажа, дел дека се ментори, дел дека е интернетот. Меѓутоа, колку е битно во тимот да имаш професионалци што ќе ти ги селектираат точните извори на информации, затоа што на интернет има буквално се. И ти треба некој со експертиза да ти кажа дека на почетокот сте биле таков комбиниран тим, меѓутоа сега од тимот остануваш ти да продолжиш да ја продолжиш приказната на Leatherhide. Кажи ми со кој се соработуваш во овој дел за да ти помогне да ги знаеш сите работи и да нели промовира во Брисел додека си во Њу Јорк и слично. Да, соработката е најбитно, особено на оваа фаза на бизнис, особено за некој што почнува иновативен бизнис без некаква претходно искуство. Менторката Јана Лопчевска, професорката, не мислам најголем спасител и од секогаш не било 99% од информациите, и не само информациите, него и поттикнувањето, мотивацијата, буцкањето, сето тоа ни доаѓа од неа. Да ја поздравиме, имаме епизода и со неа, кој не ја гледал. Она ни е стварно еден од најголемите leading forces позади бизнисов, а меѓувремено ние соработуваме и со различни невладини. Со Арно не биле исто така една најголемата поддршка, они ни го дадоа и првиот грант, менторите, повеќето од работи што јас ги научив за финансија, економија, ми се од нив, и општо за водење социјален бизнис и за инспирацијата многу. Сега моментално соработуваме со 2 други делови од тимот, кое што Ивана ни е повеќе околу дизајнот, она е околу модните дизајнови и прототипите на самиот продукт. Они ќе идат во Брисел, заедно со девојчето што ни ги води финансиите од малку по-професионален аспект од мене. А од друга страна ни е Иво што ни помага околу логистика, такви работи, односно административните нешта што ја не можам да ги пофатам. И јас сум помалку од све. Значи, тоа Тоа ти следува кога одлучуваш дека ќе правиш бизнис, дека мора да бидеш помалку од се и да научиш се од процесот и така натаму. Ми е спомна течноста. Каква течност? Она што ја користите во правењето или течност од комбуха? Течност од комбуха, значи двете технички. Таа ја користиме, тоа е убавената со течност, затоа ни е таков затворен систем. Затоа е толку зелено производство ова. Бидејќи течноста само од себе се репродуцира. И уствари ние кога ќе направиме таква парча, пола од течноста оди за пиење, односно за моментов прототипирање на различни рецепти пијачки, бидејќи самиот вкус на чајот комбуха е малку специфичен. Па ние го комбинираме со ѓумбир, со планински чај, со разноразни вкусови кои што доведува до
нешто измеѓу коктелче и чајче, такво убаво, здраво, освежително, а пола иде уствари за растање на нови парчиња. И затоа е толку еколошки добро. Корисно, Да, затоа е толку корисна течноста. Сега самата течност ние не планираме да ја брендираме посебно, него и тоа би било чисто B2B. Ние би ја давале на поголеми фирми што веќе произведуваат комбуха или во моментот начинот на кој што функционира, тоа е нашиве локални крафт пивари што се. Да. И они си ја преработуваат во разноразни вкусови или ние им даваме готови вкусови и си ја продаваат баш како точено пиво. Добро, и сега, значи, користите и материјали кои се јадат, дали ако, не знам, бебе или куче во твојата ситуација ја загриза ташната, може да му се случи нешто, дали е безбедна од тој аспект? Затоа што знам играчки за деца, секогаш се тестираат дали имаат безбедност и мора да поминат низ агенција за храна, тоа го дознав исто така откако станав мајка, за да бидат сигурно безбедни. Да. Ама во случаев тоа може да се случи со оваа кожа. Да, тоа е исто аспект на кој што многу сме размислувале. Сега, едно од работите што ги научив како предприемач е дека да, добро е да има многу потенцијални use cases на твојот продукт, ама не е добро да се расплениш одма на почетокот. Така е. Затоа во моментов се фокусираме чисто на модниот аспект, меѓутоа има бесконечен потенцијал. Јас имам работено многу во таа индустрија. Да, ама ева од модниот аспект, ако направиш чанта за мајка, дали ако Бебето детето го или би- за татко, секој си носи по Да. нешто, новчаниче и така натаму, дали детето ако го загриза, ќе има проблем. Да, Затоа што да. се ова е нешто што се јаде. Да, баш тој аспект многу ни се свигаше, многу безбедно, бидејќи и самиот начин на третман што го имаме ние за да е водоотпорно, тоа се све масла. Све се природни масла, ништо не е штетно и имаме размислено многу и во тој аспект на играчки за деца, играчки за кучиња, меѓутоа во моментот не се фокусираме таму, ама е целосно безбедно. И за кучиња, тоа од искуство го кажам, и за бебење. Многу откачано. Да. Така што нема гајле, ако му растат запчињата, Да. нека гриза. Кажавме дека дел од тимот се откажа од самиот бизнис, меѓутоа ти продолжуваш понатаму. Гледаме многу примери за супер бизнис идеи кои што почнале, тргнале. Јас и самата знам кога сум почнала нешто сама, многу е тешко, ти треба секојдневна мотивација да работиш за ништо. Што си викаш наутро кога ќе станеш и треба да го буткаш ова напред. Се уште нема финансирање кое што може целосно ти исплати тебе или ти нешто да се расфрлуваш со пари или пак другите. Точно во перспектива може многу повеќе да се збогатиш отколку да работиш како вработена, ама што те мотивира? Работење на сопствен бизнис е мака и постојана борба. Да. Тој совет што го добив од татко на пријател, ако си отвориш собствен бизнис, секој ден си на работа. 24/7 си на работа. И тоа е апсолутна вистина. Меѓутоа, ако имаш таа голема слика, ако ја гледаш таа голема слика што ти сакаш да стигнеш до неа евентуално, тоа е доволно мотивација. Тоа е апсолутно доволно мотивација, пошто секој ден кога стануваш, знаеш дека идеш чекар поблиску. Со моја генерација е малку проблематично тоа, бидејќи ние сме навикнати на многу брз свет и на многу брза пара. Брз резултат. Све мора да е брзо кај нас. И тоа е многу голем проблем, особено во овој период на измеѓу 20 и 30, каде што уште толку сакаш све одма. Проблематично е да останеш фокусиран, меѓутоа, ако имаш таа голема слика, ако знаеш кон што идеш и ако си свесен дека делче по делче ќе стигнеш таму, тоа е апсолутно доволно мотивација. И не е ни веќе ни за да си сам свој газда, не е ни веќе за парите. Ако си фаундер, значи ќе живееш у 50 квадрати стан долго време. Многу долго време, ама евентуално ќе имаш таа твоја идеја, мислам дека задоволство да го видиш таа твоја идеја разработена, со импакт, со влијание врз многу луѓе, тоа е доволно за да те станува од кревет секој ден покрај кучињата што ми прават били дома и мора им се дерам. И мораш да станеш. Морам да станам, никој не ме праша. Да. Ако не сте мотивирани да станете, земете си куче. Земете си куче, нема болја мотивација. Добре, тоа е супер. Сега, во делот на промоција, многу е тешко стартап да се промовира, меѓутоа мислам дека во вашиот случај тоа добро помина. Една од работите која што добро ја правите е тоа што се секаде присутни и практично таа промоција што ја дава некој на својот настан
ја добивате индиректно, меѓутоа бидејќи на неколку места се јавивте како победници, потоа за вас слушнаа многу медиуми што се во областа, имавте многу интервјуа, ова е едно од нив, нели, и понатака сигурно ќе следат допрва уште представување на бизнисот, меѓутоа маркетингот и промоцијата и пиарот на почеток се навистина предизвик, затоа што најчесто и чинат доста пари, кога вака не кога си млад и интересен и забавен и иновативен, меѓутоа генерално тоа е проблем. Од друга страна, тебе ти се случи ситуација каде што постана меме и тоа ви даде некаков Многу добар маркетинг. Многу. Некаков буст на маркетинг кој што е герилски кај нови бизниси е супер. Како во таа насока имате ли некоја стратегија како ќе се промовирате кај нас во странство, кои се некои работи кои што ги пикираше како можни опции? Промоцијата е еден од главните причини зашто ствари идеме ние со соработки. Бидејќи особено на нашиот пазар тука на Западен Балкан или кај нас во Македонија е многу тешко луѓе да веруваат во нов продукт, во нов материјал, во нов бизнис. Многу е тешко тоа кај нас. Не се толку луѓето, многу повеќе се ги чуваат парите, многу повеќе се подпираат на тоа што се знае и затоа ние уствари идеме со соработки, бидејќи тоа за овој вид на бизнис е најдобра промоција. И тоа ни е најголемата стратегија, да соработуваме со поголеми брендови и тој начин малку преку нивната промоција да е уствари наша промоција. Нивната довербата во нив да е доверба во нас. Понатаму имаме различни стратегии, ние имаме соработка и со различни маркетинг агенции, што ни помагаат многу во овој аспект, ама сега за сега најглавен начин за промоција ќе ни биде таа соработка со веќе постоечки брендови и нормално присуство на евенти, присуство на разноразни начини да се спомним се. На настани разни веројатно. На настани, на разноразни нетворкинг евенти, на разноразни состаноци со инвеститори со тоа е све вид на промоција. Дури така. И јас да си го шетам новченичето со мене, дури јас да си ја носам како дел од мојата облека, тоа е доволно добра промоција. И тоа е проблем што ќе ме се со прототипите, што се раздавени на сите страни. Не можевме да донесеме еден тук, што веќе нема. Интересно ми беше претходно кога зборувавме ми го кажа тоа, дека некој инвеститор буквално пробувал да ја скине. Да, тоа сме имале 100 такви ситуации, буквално 100. Седнувате, значи првото е Да, веќе не ни кажувам, не ни чекам само сами да стигна до заклучокот, пошто и многу често сме имали инвеститори што не слушаат. Пошто има различни настани, каде што на пример као speed dating, и седнаш со инвеститор, имаш 3 минути, некој досега инвестирал само во софтвери, само во IT, а некој досега инвестирал само во, прехранбена индустрија и од самиот старт не го интересира биоматеријали. Дур не го допре парчето. Тоаш веќе стана друг муабет. Имало многу ситуации кај мојата лична омилена кај што не ме слушаше човеков, стварно не ме слушаше. И му реков, и ми праша, добро, може ли ја го потегнам? Го тегнеше до тоа дереџа кај што на човеков вака му искочија вените, му искочи све на фаца се зацрвена и после се муабет беше кога може да се сретнеме пак. И тоа стварно се случува многу често. Не дека не сум се загрижила кога сум видела дека ми го тегнат парчето, ама дури и мене ме зачудува. Као секој пат и мене ме зачудува парчето колку ја издржа, пошто било сериозно големи луѓе го тегнат. Сум си видела кучињата како го тегнат и држи некако. Ама многу често го оставаме материјалот да збори сам за себе. Бидејќи му ги знам квалитетите, имам многу доверба во него и така веќе го гледам материјалот, го гледам како партнер во бизнисот. Ова дереџа. Па и така е, ако продуктот ви е лош, значи маркетингот е многу важен и промоцијата во делот да го донесе правиот човек до твојот продукт. Но ако продуктот е лош, дури еднаш некој да ти го купи, нема тоа да трае повеќе. А и лошиот збор брзо патува, така да може и тоа да биде некаков проблем. Кажи ми, што е следно во однос на што следно треба и планирате да направите? Одењето во Њујорк и во Брисел го знаеме што ти е најголем пич, еве пробајте да ја скинете кожата. Буквално. И што е следно во поглед на како ја гледаш ти компанијата? Моментално сме во преговори, како што реков, со едно од нашиве произведувачи на крафт бир,
И сега тоа ни е главниот план, таму се фокусираме, со тоа да ни се отстапи дел од производството, значи веќе да се тргнеме од куината моја или на подкровието, кај што до сега растевме и да идеме во сериозно производство. Тоа за нас е малку проблематично поради причината што не е разработен бизнис. Многу се експериментира со него, меѓутоа не е како на пример ако сакам сега да произведам пиво, имам готова машинерија за пиво. За ова нашава мора малце да имаш машинерија, ама мора да ја менјаш. И тука ти требаат инженери, тука ти требаат искусни луѓе, тука ти требаат многу фондови. Ке нас исто така е доста ограничено со делови за машинерија, значи треба да ги нарачуваш од надвор, треба да ги тестираш. И затоа гледаме да влеземе во производство со некој што веќе е во тој маркет, да имаме убава голема просторија и да почнеме ние да се експериментираме со нашите машинерии. Тука доаѓа во игра и моментот на интелектуална сопственост. Да. И тука може веќе да почнеме да работиме и со тоа, а меѓутоа во големата слика што имаме ние, тоа ни е следниот чекор, да влеземе во поголемо производство со наши машинерии и понатаму да се фокусираме на моментот на research and development и да видиме што други материјали може и да произлезат од ова, бидејќи ние не гледаме веќе само комбуха, ние гледаме и кожа од отпад од вино, гледаме од кожа со делови од отпад од кафе, гледаме со отпад од свекло, значи има многу широк спектар. И тоа ни се веќе следните чекори, да излеземе од само кожа од комбуха филмот и веќе да идеме од разноразни материјали, од разноразни деривати од ѓубрево. Значи да поише да се фокусираме на тој цикличен момент со импакт, со намалување на отпадот, бидејќи идеалиста мора сум до крај. И тоа ни се следните чекори, таму се гледаме сега за сега. Супер интересно звучи. Има кожа од комбуха друга на пазарот светски? На пазарот нема. Има многу луѓе што се произведуваат како што ние почнавме дома, у кујна. Има многу на факултети што го тестираат. И сега обично кога доаѓа со ривали во бизнисот, лошо е да немаш ривали. Значи ако немаш ривали, нема потенцијал во бизнисот, нема побарувачка. Ние имаме ривали, меѓутоа не директни со кожа од комбуха сега за сега. Гледаме со текот на време доколку поише го пазиме, почнуваат да никнуваат во Индија, ваму, таму, ке нас во Балканот веќе има производство, во Сараево има производство, меѓутоа директни ривали со веќе комерцијализирано производство на кожа од комбуха немаме. Значи е нешто кое што го почнав. Да, тоа е и добро и лошо, бидејќи немаме на кој да се базираме, како ова што кажав со машинаријата, мора ние све да измислуваме, ама добро е пошто остава простор да си најиновативен што можеш, онака баш да мислиш out of the box за овие работи. Дали сте размислувале кои се компаниите, затоа што веќе спомнавме дека македонскиот пазар е премногу мал за вас, треба да одите на странски пазари. Дали сте разгледувале компании кои што би можеле да користат вакви продукти, баш од биокожа, од некој тип на кожа, која што всушност не е кожа, туку е од друг материјал? Да, сме разгледувале, а и сме разговарале со многу фирми, само што проблемот со ваков физички продукти ти мора пред да го пуштиш во продажба, особено ке партнер, особено ке поголема фирма, мора да си многу сигурен во него. Ние сме сигурни, ама, например, ние сме во TRL фаза 5 во моментов. Мора да се работи уште, да се тестира во различни услови, да видиме што све може да внесеме во овој материјал, за да го направиме неиздржив на свет. Сега, бидејќи малца застранивме од таа оригинална цел да биде само кожа од комбуха, малце застранивме да не биде ова само од комбуха, него да биде нешто што се користи и ѓубре во него. Ѓубре е груб збор, меѓутоа многу корисни работи може да се екстрахираат од ствари што ние ги фрламе онака, или што не се компостираат. Некогаш тоа е и чист отпад. Многу мислат дека е, кога мислиме на ѓубре, ни текнува на ѓубре, на контейнер. Корпата на партизанска расфрлана на сите страни. Ѓубре може да биде исцедениот портокал кој што ќе се преработи, кој што е чист. Да. Или калинката во рестораните и така натаму. Многу работи, или кафето кој што воопшто не се прљав отпад, воопшто не се валкани, топла вода дури поминала низ Да, го прочистила дури. Да го допрочистила. Ама не само тоа, меѓутоа веќе од одамна светот се движи во насока каде што гледа да се искористи тоа ѓубре, значи веќе постојат ненормални начини на филтрација, прочистување, тоа се е све многу регулирано. И затоа, пошто ние планираме да правиме течност, што е за конзумација, значи нема шанси тоа да биде со прљаво ѓубре. И тоа е веќе развиена работа, каде што многу начини на прочистување има, не е нешто страшно. Меѓутоа, кога доаѓа до различни индустрии кај што може да го имплементираме тоа, тука малце, пошто
пивот ни се деси на идејата, тука малце застраневме и веќе разговараме со сериозно големи фирми, дали се меѓу нашите, дали се, например, на Forbes сега разговаравме со Parker and Clay за понатамошна соработка, меѓутоа Објасни ми што работат Parker. они прават луксузни тетратки и луксузни ташни и многу ми се допаѓа моментот кај нив бидејќи се социјален бизнис. И многу ретко гледаш толку разработен социјален бизнис, значи они произведуваат во Етиопија, таргетираат маргинализирани жени во процесот на производство. Тоа е нешто што и ние сакаме да го направиме, затоа и гледаме да задржиме, ние сакаме да се експонираме на други маркети, ама гледаме производството да го задржиме кај нас, имено ради причината што помагаме во таа циркуларна економија, со тоа што ние сите основни материјали што не требаат во овој случај, шеќер и чај, за чајот камбуха, тоа е многу основна работа, ние све тоа земаме од локални маркети. Чајот, например, го купуваме од зелено пазарче од еден дедо на кило, сега за сега. И гледаме колку може повише тие пари да не идат во големи разработени фирми, особено не во странство, него да идат на нашите домашни производители, каде што најмногу е потребно. Исто така во процесот на производство, кога ќе се оформи тоа големо производство, ние ќе се фокусираме да вработуваме луѓе што се од маргинализирани групи, да помагаме во нивното образование, особено во внесувањето на овој свет на екологија, пошто натаму се движат сите фирми, тоа ноу-хауот за тоа ќе биде многу битен за генерациите понатаму. И е многу битно исто да се вовлече интерес таму. Секогаш кај социјалните предпријатија, барем кај нас, мислам дека не стигнуваат до одредено ниво кое што може да стигнат, затоа што предпријатија кои што функционира така, ние замислуваме дека треба да кубури со пари. Да. А воопшто не е така. Во светот има такви предпријатија кои што и тоа како заработуваат. Сега спомнати луксузни тефтери и ташни. Тоа се продава по екстремно високи цени, кои што другата страна е спремна да ги плати повисоко, зашто знае дека се квалитетни и добри производите и кој ги произведува. Меѓутоа, кај нас некако тој делот на квалитетни производи како да мајнка, како да е се ве молам купете затоа што некому ќе му помогнете. Да. И ќе купите еднаш, два пати за да му помогнете некому, ама ако мене не ми треба и не ми е добар продуктот, нема да го купувам во континуитет. Сега тука има потенцијал за двете, што мене ми е навистина интересно. Колку е битно тој производ покрај тоа што е произведен од маргинализирани групи, покрај тоа што се користат домашни производи. Па јас верувам дека чајот кој што е набран на нашите планини и некој од најдобрите чаеви, сигурно. Да, сме правили анализи на ова чајот, што, например, ако земеме еве од некој комерцијален бренд готов чај, многу побрзо и многу поквалитетно ми расте мене со домашен чај, берен. И сме правили анализи у лабораторија, бидејќи има многу поквалитетни атрибути. И самиот факт што е природен, само едноставно така функционира подобро, поквалитетно. Тоа сакам да го кажам, да не биде само да пишува на хартија и да верува некој дека луѓето континуирано ќе купуваат само заради тоа, туку колку е битно и крајниот производ да ви биде квалитетен. Дали тоа, ете кажа таков пример на компанија, дали продаваат за тоа што се социјални или за тоа што се квалитетни? За тоа што се квалитетни и за тоа што се имаат позиционирано така на маркетот, како луксузен бренд. И тоа е многу битна работа, особено ако, бидејќи најчесто социјални предпријатија губат во делот на профитабилност многу, бидејќи гледаат да имаат импакт, што е многу честна работа според мене. Сакам и ние тоа пробуваме да го направиме. И затоа е многу битно да се позиционираш на маркетот како луксузен бренд, како што се имаат они, за да можеш некако да си го одржиш бизнисот у живот. И реално квалитетот што они го вадат заслужува да е позициониран како луксузен бренд. Па еве ги Патагонија, мислам дека исто нели почна дека практично користат пластика од отпад, која што потоа рециклираат и ги прават облеките и се останато има од рециклирани материјали, а еден од најдобрите брендови и патем на Силиконската долина омилен бренд токму тој. Токму таков бренд. Меѓутоа ако вие влезете таму, јакните не се петпарачки лоши, па ќе дадете вие пари само заради тоа што е произведено како што е произведено, туку целата таа приказна ви го продава производот, ама и самиот производ мора да биде врвен. Самиот квалитет мора да биде добар. Да, затоа е позициониран како луксузен, бидејќи многу иде во тој продакшн кост за да биде толку квалитетен и да може да биде и фер и све. И затоа и се издржливи такви бизнеси. Ама треба да имаш многу добар продукт. И затоа нашиот се работи на него толку тврдокорно. Да. И добро, и така и ќе продолжите, зашто нели
Тоа е дел, мислам дека и од ние го имаме тоа во себе тука, само што ретко сме биле поттикнати како претходни генерации да го Апсолутно. правиме. И јас искрено сакам да верувам дека баш вашата младата генерација ќе го направи тоа, затоа што гледате трендови, растени сте со трендови исти како во светот. Значи, не ви требам јас да ви ги кажам, туку веќе така растете некако. И тоа многу ми се допаѓа. Иако јас и ти не сме огромна разлика, мислам колку сум 7-8 години постара, ама има разлика меѓу миленијал и генерација Z во делот на знаење и како се тоа се следи што се случува во светот, така што фала ти што беше тука да не го споделиш тоа и на нас. Фала што ме поканивте, ама тоа е момент во моја генерација што мене ми е многу мило, особено тука во Македонија, бидејќи многу луѓе мислат, предприемаштво не е развиено тука. Не е вистина тоа. Само треба да пробаш, да имаш идеја. А многу гледам млади луѓе што имаат идеи и пробуваат и си ги развиваат стартапите и стигаат и до Америка и до Абу Даби и до многу големи места. Така што има фокус на тоа тука и има многу потенцијал, бидејќи ние сме таква генерација, растени сме со проблеми, сме научени, бараме решение цело време. И тој вид на мајндсет многу да прави предприемач сакал некел. И затоа има и мислам дека Скопје, Македонија општо во еднина да може да стане центар на иновации огромен. И јас сакам да верувам во тоа. Искрено сакам да верувам. Мислам дел од причината зошто го создадовме ова што го правиме е да го покажеме тоа дека има примери, дека има и од кого да научиме, веќе има повозрасни луѓе кои што тоа го направиле, има помлади кои што се борат во моментов и може да учиме едни од други и многу е полесно да учиш од домашен пример. Треба да се учи од странските примери, апсолутно од секаде знаење да се црпи, но добро е да видиш дека има луѓе кои што се мотивирани и создаваат. А во делот на потребата од предприемништво, она што мислам дека е најголемата заблуда и сакам тука да ја скршиме, е дека ти кога си предприемач доаѓаш и си еден фраер и добиваш пари. Значи тоа не функционира така. Многу не. Потребна е многу работа, многу посветеност, повеќе отколку да работиш за некој друг. Многу визија е потребно. Многу. Тоа е најтешкиот момент во предприемаштво. Ти сам себе си ја се мотивираш. Значи таа визија, таа голема слика е најбитното нешто да се мотивираш, да те викаат не. Јас сум имала ситуации кај што луѓе ме гаселе телефон, бидејќи звучам на младо девојче, бидејќи сум младо девојче. Ама тоа не значи дека не може да водам бизнис и тоа не значи дека не може да имам успешен бизнис. Многу ти треба огромна визија за да ги за да се пребориш низ тие ствари. Не секој пат кога нема да добиеш грант. Не секој лош коментар од инвеститор, лош коментар од ментор, све дори се држиш за таа визија, ќе стигнеш до кај што ти тргна. Може би ќе научиш од лошото. Да. Јас највеќе за пишување на апликации за грант сум добила од одбивања. Точно така најчесто и кога, бидејќи ние со стартапи доста работиме, кога работиш како стартап, сите кажуваат дека најмногу научиле од фидбек од одбивање. Она што треба тука малку да го научиме и да се дава фидбек, затоа што ако побараш фидбек во странство, фидбек зборот од песната на Маја Создановска, ама ако побараш повратен одговор и објаснување зошто некој те одбил, можеш да научиш. Особено ако не се работи за нешто што со врски се добива, туку во реален компетитивен процес тебе те одбиваат. Зошто? Тоа е најкорисно. Што добиваш како одговор? Имаш ли некои примери? Па и ми сме имале доста примери каде што сме биле одбиени. Има многу било ради недовербата во самиот материјал, многу биле загрижени околу скалабилноста, околу финансиите, многу не ставиле малце како на холд, као за година дена видат до кај сме, како ќе се развиеме, ама и генерално јас тоа секогаш го барам. Значи барам лош фидбек. Дури и кога ќе земам некое место или кога ќе победам на нешто, прво нешто што правам, на пример сега у Солун кога земавме второ место, прво нешто што направив отидов ке сите судии поединечно и ги прашав што правам лошо. За оние ми кажат, сега можам да се фокусирам на тој момент. И генерално во оваа фаза, тоа е исто нешто што го научив во Абу Даби, во еден од состаноците, во оваа фаза на бизнис не инвестираат во бизнисот, инвестираат во тебе. Значи ако веруваат во тебе, пак ќе кажам во твојата визија, тогаш инвестираат. Продуктот во пресид фазата не можеш да покажеш потенцијалот. Така што ние тука имавме инвеститор од Америка, од Мериленд, кој што доаѓа, и они имаат многу успешен инвестициски фонд кој што почнал како инвестиција на државата, но сега е комплетно самоодржлив.
Затоа што имаат venture capital, имаат за стартапи пари, за социјални предпријатија, за секакви формати можни на финансирање и многу влијаат финансиски на екосистемот. И истото прашање му го поставив. Како бирате во кого ќе инвестирате? Дали е побитна бизнис идејата да паднеш во несвес или е побитен човекот? И вика битна е бизнис идејата, ама ние инвестираме во човекот. Затоа што мене ми треба да знам дека ако ти ги дадам парите и оваа идеја не функционира баш така, ти ќе бидеш спремен да смислиш што да правиш, во која насока да отидеш и твојот бизнис ќе продолжи да враќа. Така што и реално тоа има некоја логика и мислам дека е битно да сватиме дека на самиот почеток често нема да знаеме што да правиме и ќе експериментираме и ќе пробуваме, меѓутоа да го имаме тој драйв и визија како што го имате вие. Така што тоа тебе ти го кажале во Абу Даби, мене повторно странец ми го кажа, но истото го кажуваат и во нашата стартап сцена. Да, тоа е секогаш фактот, особено во раните фази на бизнис. Значи, особено, затоа е толку битно да се сакаш идејата и затоа е толку битно да се експонираш, да го надминеш тој момент на срам, значи срам не постои, крај, тоа е тоа, јавно говорење, буквално во секој смисла на зборот, замарање. Фала, Ангелина. Фала ви на поканата.